Академците од МАНУ ќе предложат што треба да се направи во забрзување на процесот на интеграцијата на Македонија во Европската Унија, најави денеска академик Таки Фити. Нашата препорака до учесниците, трудовите кои ќе ги спремиме што ќе бидат објавени во посебен зборник, место заклучни согледување да содржат конкретни, јасни препораки до креаторите на политиките, што е она што треба да се правиме, со оглед на тоа што јас очекувам и во економскиот и во другите делови, дека ќе ги детектираме јасно слабостите каде што имаме некаков релативен напредок и предности, но исто така областите, секторите каде што имаме лоша состојба, дури полоша во некои сектори од раните транзицијски години, и да предложиме конкретни мерки како тоа да се надмине. Тој зборник ќе го објавиме, се разбира, ќе биде ставен до владата и тоа ќе биде корисно во иднина и за избор на експертскиот тим кој ќе се отвори процесот на преговарање. За академик Владо Камбовски, не помалку е важна научната мисла во однос на политичкиот диалог. Мислам дека започнува да заживува тој и научен диалог околу сите тие прашања, што е добро, ставајќи го малку на пониско рамниште, исклучиво политичкиот диалог, кој тоа како потребен, но секогаш и тој политички диалог треба да води сметка за научните аргументи и научниот пристап кон проблемите. Ова е време кога треба креативно да се размислува каде научната мисла ќе соодействува со политичката, оцени вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик. Тоа е и пораката од Европската комисија што имаме. Ова лето да се отвори дискусија за областите каде што би можеле да се вклучиме порано во Европската унија од она што го нудиме до сега за државите кандидатки каква што е Северна Македонија, и од друга страна кои се другите креативни елементи на процесот што може да се воведат за пакетот за ново проширување, наредно проширување на ЕУ со Украина, Молдова и државите од Западен Балкан. За ова денеска се дебатираше на научната конференција на тема забрзување на процесот на пристапување на Северна Македонија во Европската унија.